Објавен е меѓународниот тендер за изградба на 400 киловолтната интерконекција меѓу Македонија и Албанија. Државата бара нова фирма која за 17 милиони евра треба да го изгради едниот дел од интерконекторот, 100 километри надземен далековод од трафостаница Битола 2 до македонско-албанска граница. Откако обидот со босанската компанија Енергоинвест не успеа, договорот беше раскинат на крајот на минатата година. Токму после првата емисија на Бизнис 21, истражувањето каде завршија 50 милиони евра за нашето енергетско поврзување со Албанија. Затекнавме сериозно запоставен проект. Од 269 предвидени фундаменти за далеководни столбови беа завршени само 24. Изведувачот преку неоправдани барања за дополнителни средства и со еднострано напуштање на теренот го загрози проектот и јавниот интерес. Рокот за доставување понуди е 45 дена. Изборот на компанијата треба да заврши во третиот квартал од годинава. Изградбата треба да почне 2026 година, а да заврши до крајот на 2027. Лјатифи смета дека не сме оштетени со раскинатиот договор, бидејќи дел од парите сме вратиле преку банкарската гаранција, а дел во опрема. Веќе се исплатени околу 5,8 милиони евра кон претhodниот изведувач Енергоинвест, од кои што околу 2 милиона се веќе вратени во однос на банкарски гаранции. Значи, исплатени кон нив се околу 3,5 милиони евра. Дали тоа значи дека има финансиски реперкусии? Не би рекол, затоа што тие средства се отидени во набавка на опремата, која веќе е наша сопственост. Истражувањето на Бизнис 21 лани откри дека е заглавен едниот дел од проектот, далеководот Битола 2 Елбасан. Иако требаше да биде готов, на терен наидовме само на пуста ливада. Опремата со години стои во депо на земја, а Енергоинвест и покрај пробиените рокови бараше дополнителни 7 до 8 милиони евра анекс на договорот. На другиот дел од проектот, трафостеницата близу Охрид, работите се одвиваа со забрзана динамика. Истражувањето покажа дека Кончарот Загреб, кој го доби тендерот од 17 милиони евра, добили анекс со дополнителни 3 милиони евра.